Во Македонија за прв пат е откриена железна руда во Дамјан, а потоа се откриени рудниците Демирхисер и Тајмиште. Како резултат на богатство со железо на нашите рудници, во Скопје е изградена железарницата, прв и единствен објект од црната металургија за добивање и преработка на железо. Железната руда во сите наши рудници излегува на површината на земјата. Таа е слоевито распоредена од површинскиот кон внатрешните слоеви на земјата. Поради ваквата распореденост на рудата, незината експлоатација се врши од површината кон внатрешноста со етажно ископување. Во брзата експлоатација на ова рудно богатство голем е придонесот на рударите минери. Со компресори дупчат дупки длабоки до десетина и повеќе метри, а потоа минерите ги полнат дупките со експлозив. Откако ќе бидат наполнети и поставени детонаторите, тие се поврзуваат со минерска мрежа. Експлозивот се активира со динамо машина од засолништето во безбедната зона. На овој начин се разбива и растресува земјиштето, а тоа станува подостапно за брза и економична експлоатација. Рудникот Тајмиште се наоѓа во близина на градот Кичево, на источните падини на планината Вистра. Рудата е составена од неколку рудни минерали, од кои главни носители на железото се сидеритот и шамозитот. Сидеритот е карбонат на железна руда, а шамозитот представува железен алумосиликат. Рудата е финозернаста, компактна и цврста. Рудникот Демирхисер се наоѓа јужно од Тајмиште, на планината Ставракова. Рудата од овој рудник по својот хемиски состав е слична на она од Тајмиште.
Rudnikot Damjan se naoѓа во близината на Радовиш. Рудата главно е составена од магнетит и хематит, кои по својот хемиски состав представуваат оксидни железни руди, а незината боја е од светло до темно кафеава. Распрчената и растресена руда се товари со багери во специјални камиони, така наречени дампери, со кои се пренесува до рудниот канал. Земјиштето што не содржи железна руда е наречено јаловина, и тоа се товари и се пренесува на посебно место за депонирање на јаловината. Рудата од рудниот канал се транспортира во кружна дробилка. Издробената руда покрај крупната класа со гранулати до 100 мм содржи и ситни класи. Во постројката за сепарација со вода се отстранува земјата. Со вибрации на ситата се одделува ситната класа до 25 мм и таа паѓа низ нив на транспортната лента. Исто така со вибрационите сита се одделуваат и крупните гранулати на рудата од јаловината. Вака одделената крупна класа на концентрат од железна руда се дроби во секундарна дробилица на гранули до 35 мм.
Концентратот на рудата од ситната и крупната класа се пренесува до депото. Овде специјалните вагони се полнат со руда. Штом тие ќе бидат наполнети, композицијата се транспортира за Скопската железарница. Пристигнатите вагони од композицијата се истоваруваат во истоварните бункери. Тука, преку систем на ленти, таа се пренесува до така наречената рудна греда, каде што се врши нејзино хомогенизирање. Изедначувањето на рудата од рудниците Тајмиште, Демирхисар и Дамјан се врши зашто таа е со различен хемиски состав и со различна гранулација. Ова изедначување на разнородната руда е неопходно потребно за економично работење на печката за топење. За таа цел се насипуваат по должината еден врз друг слој од различни типови руда, од кои се оформува рудната греда. Со тоа, во секоја шаржа на печката се обезбедува еднаква застапеност на рудата од сите слоеви. Рудата се одзема со одземач. Вака хомогенизираната руда со систем на ленти се транспортира до печките за топење. При копањето на рудата и во процесот на нејзината преработка покрај крупните се добиваат и ситни класи, кои не се употребуваат директно во печките за топење. Заради поекономично користење на рудата, ситните класи се слепуваат во покрупни парчиња. Слепувањето на ситната и правлива руда се вика агломеризација. Железната руда се агломеризира на 3 начини: со синтерување, палетизација и со брикетирање. Во процесот на синтерување, ситните класи од рудата се мешаат со ситни класи на варовник, како и со пиритни изгореници. Смесата оди во барабанот за навлажување. Навлажената смеса доаѓа во чинијата за палетизација и тука се формираат мали топчиња, кои обезбедуваат подобро струење на воздухот низ смесата. Таа се истресува на бескрајна решеткаста лента и влегува во хаубата за синтерување. Процесот се одвива континуирано. Горивото од мешавината се запалува од мазутот во хаубата. Под лентата се создава вакуум, така што воздухот се просисува низ целата смеса.
Согорувањето е краткотрајно, но интензивно. Под дејство на висока температура, рудните зрна се топат. Решеткастата лента со смесата ја напушта зоната на согорувањето и синтерувањето, при што залепените парчиња интензивно се ладат со воздухот. Синтеруваниот материјал се крши во кршалката и се просејува низ сита на потребна гранулација. При овој процес се добива така наречен супербазичен синтер. Во процесот на палетизација се употребува магнетен концентрат кој се меша со средство за врзување бентонит. Мешањето на овие компоненти се врши со истовремено исипување на подвижната лента. Формирањето на палети се врши во два степена, и тоа во барабани. Во првиот степен се формираат јадра на палети, а во вториот степен зрната растат до големина од 20 мм. Вака формираните палети преку машина за шаржирање влегуваат во печката за палетизација. Печката работи континуирано. Одгоре влегуваат суровите палети и со согорените гасови тие се спечуваат. Во долниот дел на печката се врши ладење на готовите палети и нивно дешаржирање. Топењето на рудата се врши во топилницата, во така наречените Тисланд-Холе електропечки. Електропечките работат со топла и ладна шар.
Služat kako gorivo za rotacionite pečki i некои други потрошувачи. Бидејќи тие содржат голем процент на прав, се прочистуваат во специјална постројка за газ, така наречена Тајзен систем. На дното на печката има отвор за испуштање на суровото железо, а малку погоре и отвор за испуштање на троската. Меѓутоа, во последно време, течното сурово железо и троската се испуштаат од еден ист отвор, а нивното раздвојување се врши како резултат на разликата на специфичните тежини преку сифонската преграда. Непожелните елементи од рудата, кои што влијаат врз квалитетот на железото, со материите што се додаваат, формираат троска. Суровото железо истекува во специјални казани созидани со огноотпорна керамика. Суровото железо, поради големиот процент јагленород, кој е поголем од 2,14 и поради други непожелни елементи, е многу крто и не може да се употребува за обработка, освен како леано железо. За да може железото да се преработува, односно да се кове, вала или да се истегнува, во железото треба да се намалат непожелните елементи, а посебно јагленородот. Тоа прочистување, односно рафинација на суровото железо, се врши во погонот челичарница, каде што од суровото железо се добива челик. За таа цел, казаните од течното сурово железо се транспортираат со специјални вагони во погонот челичарница.